Наредниве минути уште е една тема која што е секако актуелна и се надевам ќе го задржи вниманието на родителите. Нема дефиниција за тоа како да се биде добар родител. Се разбира дека нема поубава улога од родителството, но и самото родителство носи низа предизвици секојдневни пред кои сме исправени ние родителите и добро е да знаеме дека има помош опција, односно телефонска линија на која што можеме да се јавиме, да ги поставиме сите прашања на кои што нам ни е потребен одговор, но објективен одговор за тоа како да постапиме во однос на воспитувањето и растењето на нашите деца. Наредниве минути во Македонија наутро зборуваме за националната линија за родители, тема на која што дискутираме со нашите соговорнички. Велам добро утро за Фросина Ивановска, координатор на линијата. Добро утро, Фросина. И Ирена Жунгулова, супервизорка на линијата. Целта на позитивното родителство, велите, е да им се помогне на родителите да го водат детскиот здрав развој во контекст на семејната култура, да го потикнат детето да верува, истражува и учи, но тоа за нас родителите не е едноставна задача. Токму така, не е едноставна задача, особено што има многу очекувања, има многу совети и препораки како треба, како мора, и некогаш родителите се обидуваат да прифатат и да применат и нешто што лично нив како личности не им одговара од една страна, а од друга страна колку и да се подготвуваат кога во моментот ќе се случи одредена развојна промена, ќе се случи некоја состојба или некој однесување, сепак колку и да размислувале, колку и да читале, ќе се најдат затекнати, ќе се најдат исплашени, а некогаш богами ќе бидат и поприлично исцрпени и заситени од обидите самите да се справат со нешто што кај детето, да речеме, обстојува подолго време. Чинам многу често фокусот е ставен на децата. Еви кога се зборува со психолози, родителите можат да прашаат се она што ги интересира во однос на децата, но многу малку опции имаме ние родителите да прашаме нешто што се однесува на нас и како ние да се справиме со целата ситуација наречена родителствување. Токму тоа е целта на линијата за позитивно родителство. Се оно што ме интересира е како функционира, да речеме колку стручници се на располагање на родителите. Линијата функционира секој работен ден од 15 до 20 часот и токму затоа е тоа работно време за кога повеќето родители се слободни да се јават. На линијата има 9 оператори кои што одговараат на повиците, меѓутоа паралелно со операторот на смена постои еден супервизор кој што е поискусен. Во случај да сакаме навистина да се осигураме дека поддршката, советите, препораките ќе бидат на највисоко и на најсоодветно можно ниво. Сите тие имаат веќе обука по психотераписка некоја метода, меѓутоа дополнително постојано обезбедуваме обуки за тоа какви вештини подобро да имаат, меѓутоа и за она што е најбитно, кои се развојните фази и потребите на децата, карактеристични нели за предшколски деца, деца на училиште и тинеџери и адолесценти. Пред какви се предизвици сме сега соочени ние родителите? Што најмногу не мачи, зашто најмногу прашуваме? Па најчесто да би рекла дека се тоа некои проблеми и потешкоти да се воспостават некакви рутини и правила и тие да се одржат, особено со промените нели во време на ковид околу онлайн настава или пак почнување во градинка, почнување во училиште. Многу често татковците кога ќе се јават на линијата, проблемите се дека се наоѓаат во фаза на некаква разделба, сепарација, па како да го задржат квалитетот на односот или како да се усогласат со мајката нели во ваков еден контекст и она што е можеби највпечатливо е непријатното доживување на како се изразува агресивноста и лутината и како да се справат родителите со истото. Ги споминавте татковците, тоа значи дека и мајките и татковците подеднакво бараат совети за родителство? Почесто се јавуваат мајки, меѓутоа има и татковци, но многу често се јавуваат и загрижени баби, би рекла, бидејќи се вклучени во поддршката и воспитувањето на детето. Понекогаш имаат различен став и видување во однос на тоа како треба да се постапува, или се малку повеќе попусливи, или пак сметаат дека треба да се држиме до малку потрадиционален начин на воспитување и дека родителите се попустливи. Задоволни ли сте од искористеноста на линијата? Пандемијата секако беше предизвик плюс во однос на нас родителите. Па мислам дека постои можност сепак повеќе да се искористи, бидејќи услугата е бесплатна, е доверлива, анонимна е.
дури и да не се сигурни дали е нешто за што се загрижени, дури само да се преиспитаат или да се проверат, вреди да се јават и да се посоветуваат со нашите оператори и супервизори, па дури да е нешто потребно поинаку од она што ние како услуга го нудиме, тие имаат листа на контакти и информации, например, каде би било посоодветно да се упадат, бидејќи понекогаш многу често лутаат, па поминуваат повеќе стручни лица, децата се изложени на, како да речем, на непријатни ситуации, постојано некој да ги проценува, така да можеби на таква консултација за почеток ќе им даде до знаење зашто се можат да се обратат. Телефонската линија функционира постојано, но зашто сакам исто така да проговориме е мейлбуката, во која што може да бидат вклучени родителите, чинам. Да. И сега, што ме интересира и мене како родител, но и сите оние кои што во моментов не следат. Кој се може да биде дел од буката, како всушност е замислена истата, што се случува во рамки на обуката? Какви знаења добивам? Да. Обуката за вешто родителство се однесува на родители, значи работата е со родителите кои што имаат деца од 0 до 5 години. Поточно има две групи. Првата група е за родители на деца од 0 до 18 месеци. Втората група се однесува на родители со деца од 18 месеци до 5 години. Работата е со родителите онлайн и фокусот е на раната интеракција помеѓу родител и дете. Така да во склоп на обуката има активности кои што се однесуваат само на родителите, има активности кои што се препорачуваат за практикување, значи само со децата, и има активности кои што се однесуваат на подобрување на оваа интеракција помеѓу родител и дете, која што се смета за најзначајна, нели, во овој период од развојот, бидејќи доколку се воспостави една сигурна релација помеѓу детето и родителот, овој модел на поврзување понатаму се провлекува низ целото живење. Дали во односот со врсниците, дали понатаму во партнерските релации и исто така не само во меѓучовечките релации, меѓутоа и во нашиот однос кон учењето, кон живењето, значи во целиот животен стил. Веќе се реализираат или има можност дополнителна за пријава? Веќе се реализираат, почнати се групите, веќе неколку групи се во тек, значи во обука. Меѓутоа постои можност се уште да се пријават родителите значи за повеќе информации за пријавување може тоа да го направат на линијата за родители. Еве да искористам приликата и да го кажам, бројот е 075 230 530. Каде што може да се информираат како тоа тече. Обуката, да кажам дека е онлайн, Така. што е одлична можност да се вклучат родителите од другите градови што не се од Скопје, нели? Така да подразбира 8 средби онлайн, групни средби кои што траат, значи еднаш неделно се случува, трае обуката 8 месеци и претходно имаме све онлайн, значи претходно имаме 2 индивидуални средби со родителот кои што претходат на овие групни работилници. Како сте досега задоволни од одзивот и пријавувањата? Одлично е досега и многу не радува што има интерес родителите да работат првенствено на себе си, бидејќи на овој начин се поттикнува грижата за себе и се поттикнува добро ментално здравје и добро состојба кај родителите, кој што е основа, нели, за да понатаму се гради оваа интеракција квалитетна со детето. Сакав да кажам уште нешто, дека дел од овие работилници се и вежби за самосвесност и релаксација, кои што одлично, значи, се прифатени од родителите, стварно со големо задоволство се практикуваат и се учат и се алатки кои што понатаму ќе можат да се ги користат, нели, кога и да им е потребно да се смират, да успорат, да се успокојат, за да понатаму, нели, се посветат на релацијата со детето. Од работното искуство, сакам да верувам дека не постојат лоши родители, односно дека секој го дава максимумот во воспитувањето, растот и развојот на своите деца, но каде од работното искуство ние најчесто грешиме во целиот овој процес? Па би го избегнала зборот грешка, повеќе би гледала на нештата каде се предизвиците. Може би во отвореноста за учење и за пробување на разни предлози, односно во психолошката флексибилност, да речеме, која што се поттикнува со овие работилници, каде што родителите може да станат посвесни за своето однесување, може да слушнат исто туги животни искуства, бидејќи
се стимулира споделувањето од сите членови, значи работилниците се интерактивни и на тој начин да пробаат, бидејќи секој дете нели своја приказна, и да пробаат различни пристапи да видат каде детето ќе добие повеќе, нели да развијат сензибилитет за детето. Која возрастна категорија на деца е најголем предизвик за справување? Секоја возраст си носи своји предизвици и така да тоа што е актуелно во моментот е најголем предизвик за секој родител. Не случајно го прашувам ова бидејќи кога станува збор за растот и развојот на децата, почнувајќи од предучилишна возраст па и училишна, секој од личностите, без оглед на тоа дали се наставнички во училиште, дали се учителки во предучилишна, ќе кажат овој период е клучен за растот и развојот на децата. Сега треба да посветите најмногу внимание. Затоа и го прашав, која е таа возраст кога најмногу треба да бидеме внимателни во однос на формирањето на детето? Па, ако би требало да изберам, да речем, иако пак ќе речем секој период од развојот се носи своји предизвици и има значење. Значи не може да речем дека нема значење, меѓутоа овој период на предшколска возраст е клучно, има некое клучно значење, каде што детето формира доверба и самодоверба и доверба во останатите луѓе, првенствено од родителите, нели? И доколку има таа самодоверба, детето се чувствува безбедно да излезе од таа сигурна база, од таа безбедна база, да учи, да истражува, да формира нови односи и повторно да се врати кога му треба поддршка и утеха. Доколку се изостане оваа сигурност, да речеме, од односот, детето може да понатаму да се дистанцира, да развие недоверба генерална во другите луѓе, да се чувствува заплашено кога има нови можности, нови предизвици. Значи, овој период, да речеме дека е клучен во креирањето на самодовербата и довербата кај детето, кој што понатаму се превлекува. Не дека натаму не може да се менува, секако дека може. Секоја стимулација, секој инпут е значен, меѓутоа, овој период е навистина нешто што е клучно во развојот. Грижата за себе значи и грижа за нашите деца и во тој контекст треба да бидеме навистина свесни дека треба сериозно да работиме во насока на унапредување на нашето ментално здравје. Имате ли вие таков впечаток? Сакаме ли и расположени сме да работиме на себе и на нашето добро? Постои интерес, постои мотивација, меѓутоа сепак мислам дека тешко им е на родителите, како што им е тешко кај децата да воспостават правила и рутини, тешко е да ги воведат нели во сопствениот живот, не тоа да биде нешто ригидно, нешто досадно, да речам нешто што би било обврска, меѓутоа некакви минимални промени кои што иако се минимални сепак тешко се постигнуваат, но заинтересирани се и после неколку, особено кај родители кои што ќе се јават неколку пати, сваќаат колку е навистина важно како тие се носат со своите емоции, како тие ги покажуваат и изразуваат своите емоции, колку се тие под стрес, како тие се справуваат нели со стресот во сопствениот живот, затоа што на сите тие притисоци дополнително е притисокот да бидам совршен родител. И навистина сето тоа се само обврски, сето тоа се само очекувања високи кои што треба да ги исполнат, нема уживање, нема задоволство и потешко оди. Еве, можеме и да им најавиме на нашите гледачи дека останува и соработката со линијата за позитивно родителство и во периодот кој што следува неизразни соговорници ќе им нудиме една можност како да се справиме со секојдневните предизвици пред кои што сме исправени. Во меѓувреме за сите оние кои што имаат некакви прашања како и каде да се јават и зошто треба да го сторат тоа? Може да ни се јават на линијата за родители секој ден од 15 до 20 часот. Може да ни пишат и на нашата Facebook страна, доколку не се во можност конкретно да се обратат на линијата, за да договориме како да не исконтактираат, да го направат тоа за чисто да се преиспитаат себе си, за да добијат поддршка доколку навистина се исцрпени или заглавени или несигурни. Меѓутоа и да научат повеќе за себе, за својот стил на родителствување и да научат можеби повеќе и за своите деца од еден друг по-професионален аспект. Благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Благодарам.